Македонија има спроведено речиси се од реформската агенда. Повеќето од законите се во собраниска процедура или веќе се имплементирани, а наскоро ќе има конечно решение и за изборниот законник. Председателот на владата очекува Македонија повторно да се најде на првата позиција по спроведени реформи по оценувањето кое го прави Европската комисија. Дел од реформската агенда е и владина одлука која ќе биде донесена за работењето на државните електрани. Таа е поврзана со максималниот процент на количина на електрична енергија која што треба да биде доставена до универзалниот снабдувач. Сите оние законски решенија кои што се дел од реформската агенда се или во парламентот како резултат на тоа дека ние како влада ги доставивме, или се како група на пратеници амандмански интервенирано. Останува уште изборниот законник, информиран сум дека се ближиме до конечно решение, така што јас колку што знам на 26 е закажана собраниска седница. Ќе има ден, 2, 3 за фино нивелирање и практично, видите, 30 јуни, но сега секогаш искуството вели може и до 15 јули, нормално некои документи да се достават, да се дополнат, да се одземат и така натаму. За изборниот законник бил постигнат напредок за клучните прашања во работната група. Од Правда соопштија дека дел од главните барања биле усогласени со консензус, додека за други имало интензивна и конструктивна дебата. Следната седница е закажана за во четврток, но подолг период СДСМ не учествува. Иако најавуваа дека нема да ги кочат реформските закони, сепак не учествуваат во расправата за новото законско решение. Во моментов во собраниска процедура се законите за судска и обвинителска служба, а претходно десетина закони во правосудството претрпеа промени за усогласување со европската регулатива. Власта најави дека со посебен акцент ќе се работи на суштинските промени во судството и обвинителството. Во исто време, за 2 години имало двојно повеќе јавни расправи при носење на закони од реформската агенда, за разлика од претходните 4. Владеачкото мнозинство тврди дека сите закони се носат објективно, за разлика од претходно.